И покрај тоа што во најтоплите денови по високите зони од градот искусија мали потешкоти со водоснабдувањето, сепак преовладува впечатокот дека летово, иако пеколно, сепак имаше милост кон жителите на Крива Паланка. Барем што се однесува до хидролошката состојба на водотеците и изворите, од кои општината се снабдува со драгоцената течност. Одговорните во јавното предпријатие Комуналец главните причини за годинашните релативно мали проблеми ги лоцираа во несовесното однесување на поединци, кои трошејки прекумерно ги оставаа своите сограѓани од повисоките места без вода. Како и да е, не секогаш ова беше случај. Имено минатите седмици, меѓу другите, недостиг на вода има и 50 на домакинства од населбата Скрљава. Прекинот на водоснабдувањето главно се случувал во попладневните часови и како што известуваат упатените не трал предолго. Сепак во ваков период временските интервали без вода на оние кои ја имаат и на оние кои ја немаат им изгледаат различни. Правејќи ја репортажата за реновирањето на водоводот Видња во населбите Кошари и Маневци и неговото предавање во владение на јавното предпријатие, искористивме приликата да се распрашаме и за состојбата во Скрљава. Одговорот беше доста сличен како и оној за Видња. Ситуацијата е идентична, бидејќи на двата потега се работи на проширување и на асфалтирање на патот. Одговорните во Комуналец информираа дека предпријатијата кои ги изведуваат работите на терен имаат оштетено дел од водоводната мрежа. Значи причина за потешкотиите не е недостиг, туку преносот на водата до домакинствата. И покрај тоа што обемот на работата им е речиси удвоен, заменик раководителот на секторот водовод и канализација во Комуналец Станоја Јанкуловски уверуваше дека екипите интервенирале релативно брзо и ја ставиле ситуацијата под контрола. Страна изведувачите на асфалтот приликом изработката на падовите и аглите и косините и сите градежни работи што се вршат, нашите објекти се оштетуваат. Како шахтите, така и самите цевководи, кои се под притисок и моментално кога таква линија се откине, нашите резервоари се празнат за кратко време, док се затворе. Интервенираме што е можно побрзо, али имаме загуба на вода и многу зголемена потрошувачка на резервни делови моментално и немаме доволно, за да треба да се набават, дали од страна на општините или нашето јавно предпријатие ќе ги набаве, за да можеме сите кварови да ги отстраниме. Што конкретно се работи во местноста Скрљава, каде што истите идентични проблеми се соочуваат? Поради порамнување на теренот на земјиштето, булдожерот има скинато негде метар длабочина и ја има откопано целата линија, ја има прекинано. Исто 63-ка, 90-ка линија е и меѓувремено беме принудени да со байпас линија, не мислам со црево и две спојки да префрлиме линијата и да за кратко време беше оспособена. Него тоа се све рани на нашите водоводи и кои мислам ни причинуваат големи проблеми после утекот на експлоатацијата, мислам на одржувањето на линиите. Според зборовите на Јанкуловски, состојбата во населбата Скрљава, поточно на улицата која се асфалтира Вера Јоцич, сега е нормализирана. И покрај тоа што работите на градежното предпријатие не се завршени, до крајот на изградбата на патната делница не се очекуваат нови проблеми со водоснабдувањето. На ова се надеваат и жителите од реонот, кои конечно се израдуваат дека ќе добијат асфалт, но за момент мораат да издржат без вода. За среќа, само за кратко.